Десетина минути по завршување на надпреварот Португалија, Демократска република Конго, 1:1, полувреме 1:1, се симнав од оваа зграда која гледате тука во близина, каде што сум сместен и престојувам. Малку да ја уживам оваа зеленило и да ми се олади, да не речам главата, да ми се смират фудбалските нерви и да успеам нешто да ви пренесам од моето чувство кога е во прашање Мундијалот, настапите на репрезентациите на Мундијалот, игрите на овие репрезентации кои дел се дебитанти, дел се враќаат во Мундијалот после не знам колку години, како што е Демократска република Конго, која играла некаде 1974 година првпат на Мундијалот, или Ирак што го гледавме против Норвешка, кој се враќа на Мундијалот со свое второ учество. Првото било 1986 година. Значи, двете репрезентации, вклучувајќи ги другите репрезентации, будат толку многу фудбалски емоции и сакале или не, бараат некоја паралела каде е македонскиот фудбал, каде сме ние како национален фудбалски тим со овој квалитет, со играта која можеме или не можеме да ја парираме. Со други зборови, 6 или 7 ден од Мундијалот, еден куп репрезентации, условно мали репрезентации, не знам, Нов Зеланд, Иран, Ирак, Зеленородските острови, кои изиграа нерешено со 0:0 со Шпанија, па да не зборам за Мароко, кој веќе не е мала земја, одигра 1:1 исто со Бразил, преку Хаити, кои загуби од Шкотска 7:0, покажуваат дека фудбалот отишол многу далеку напред. Дека фудбалот не е веќе никаква мистерија, нити тајна, дека е многу едноставна игра во која преовладуваат физичката подготвеност, психичката концентрација, тактиката, она што селекторот ќе го постави да се зацрта и она што е најглавно, кое сакам да го споделам. Значи, сите играат за да дадат гол. Освен репрезентацијата на Зеленородските острови, која се бранеше и која издржа 0:0 спрема на дуелот против Шпанија, сите овие репрезентации, можеби некоја прескокна во оваа моја, да кажам условно кажано, фудбалска математика, играат да постигнат гол, да дадат гол. За разлика од тоа, следбени сум и на нашата македонска фудбалска репрезентација. Од Европското првенство, каде што продукција скок беше на собствен трошок, во собствена организација, го покри тоа Европско првенство, каде што Македонија играше предводена тогаш од селекторот Мрме и од нашата фудбалска икона Горан Пандев. Од тој момент, од тоа Европско првенство до денес се поминати 5 години. Ја не се сеќавам, не можам да поврзам и селектор, и играчи, и композиција на репрезентацијата. Ние да сме играле приближно вака како што играат Конго, Иран, Ирак, Нов Зеланд, да не ви ги редам. Да не зборам за европските репрезентации, Норвешка како 4 гола даде. Или Шведска на Тунис 5 гола. Значи, не можам, и тоа почнува да ме притиска и се поставува прашањето каде сме ние, каде сме во овој глобален фудбалски свет, на која позиција, оставете FIFA ранг листата. Кај сме со игра, со тактика, со подготвеност, со фудбалска концентрација, со фудбалска организација внатре во лигата, во сојузот. Кај се нашите фудбалски имиња? Драгутов, да те прашам, кога веќе го спомна Европското првенство и историскиот пласман на Македонија на истото, се сеќаваш ли на играта против Австрија на 13 јуни, потоа против Холандија? Се сеќаваш на игрите? Јас само можам да кажам дека игравме како автобус паркиран пред голот. Не можам да кажам срамно или кукавички, можеби е претешко, меѓутоа не игравме фудбал да постигнеме гол. Не игравме да покажеме дека знаеме да играме. И од тогаш ми е перцепцијата... од тогаш да се вратиме навака на Кај Мислам дека во кој што игравме, значи еве имаме луѓе кои што и како го фалат и како се задоволни од тоа што го работел Милевски. Значи, вие ако имате избор од двете лоши да го изберете помалку лошото, тогаш можеби Милевски е тој избор. Ја не можам тоа да го негирам. Меѓутоа, да ги имаш квалификациите пред себе, да имаш една ранлива Белгија, еден Велс кој можеш да го победиш и во Кардиф и во Скопје.
Како бе да го победиш Велс 7-1? Значи, ние не го почувствувавме тој момент. Ние немавме сенс дека овие квалификации со оваа генерација, со Елмаз, Барди, со изворениот Столе Димитриевски на голот, со Муслио од позади, не знам, со Алиовски тамо од десен или лев бочен. Тоа се 5-6 Миовски во шпицот. Се сеќаваш ли на едно момче на надпревар на Вардар беше? Дечко еден млад млад господин, кога ти рече никогаш посрамно не сум се чувствувал отколку како македонец, отколку Македонија кога играше против Белгија таму во Гент, со начинот на играта. Ти текнува 0-0 извади во. Начинот на играта и тој резултат во Гент 0-0, кога ние не излеговме од 16 метри, можеше и да се заборави и немаше да се памти ако тој бот не однесеше на мундијалот. Ако тој бот не однесеше на мундијалот. Значи никој немаше да го нападне Милевски и денеска да зборуваме за тоа. А вие Казахстан Скопје? Па не успеавме Казахстан да го победиме, да освоиме 3 бода во тие квалификации, а бевме на чело на табелата 5-6 колови од како почнаа квалификациите. Казахстан подобар ли од тебе, од Ирак, од Иран, од Зеленородски, од Хаити, од некој? Значи само да ти одговорам, селекторот на Казахстан, не можам да се сетам на неговото име, кога дојде во Скопје, на пресконференцијата од македонските новини присуствува само ја. Човекот отворено кажа дека доаѓа во Скопје да освои бодови или бот, да нападне, да даде гол и да се врати. Кога јас го прашав како ќе играат против Белгија за 3 денови во Казахстан на нивни терен, рече исто и уште пожестоко. Јас можам овде да ви кажам дека ние ќе ја нападнеме Белгија и ќе освоиме бодови против Белгија. И тоа се случи. Казахстан изигра 1-1 во Скопје и 1-1 против Белгија на нивни терен тамо во Казахстан. Каде игра, сега не се сеќавам. Во кој град, ирелевантно. А ние нешто се браниме, тактизираме, 0-0, губиме, примаме гол од Велс од 95-та минута и имаме добри резултати. Јас се прашувам сами од себе, не сакам никого да напаѓам, никого да навредам. Кои се тие добри резултати ако немаш пласма на европско и на светско првенство? Што значат добрите резултати? Не разбирам. Или па барем да имаш игра, да немаш резултати, ама да прикажуваш игра и да се надеваш дека ќе имаш некогаш резултати. Ајде да се вратиме на Конго Португалија. 1-1 прво полувреме. Конго нападна последните 5 минути, условно нападна за да ги одбрани 1-1. Не застана во 16-тникот. Море нападна и за гол да даде. И за гол да даде нападна. И сега ми пишуваат пријателите, Мијалчо, Конго има многу интернационалци играат во врвни клубови. Абе луѓе, дајте бе, престанете со тоа бе. Абе, дали знаеш да играш фудбал или не знаеш да играш фудбал? Дали можеш да се пласираш на светско првенство? Ние испуштивме колосална шанса. Може да ми се лути и раководството на ФФМ, и спортскиот директориум, и капитенот Столе Димитриевски, и Барди и Елма, сите. Нека се лутат, ние испуштивме историска шанса. Момци, дечки, джентлмени, господа, како сакате, земете го. Ние требаше да бидеме овде на светското првенство и да видиме кај сме и што можеме. А не да се пафтаме таму и да се занимаваме со не знам какви работи и секој пат некоја причина има зошто Македонија не може. Ете, ние сме така, мали, скромни и така натаму и така натаму. Тоа не са Нов Зеланд, Иран, Ирак, Зеленородските острови, Узбекистан, еве не играл, ќе игра денес. Зборуваме непосредно пред напреварот Хрватска, Англија, не сакам да зборувам за хрватите. Босна и Херцеговина оди втор пат на еден мундијал. Босна и Херцеговина влезе 6 години после Македонија во УЕФА и во ФИФА. Додека ние игравме во Босна имаше војна. Се уште царуваше граѓанската војна. Босна се собра, се обедини, ги собра сите околу себе и 2 пати учествува на светски првенства. Под водство на Сафет Сушич 2014 и сега Сергеј Барбарес 2026. Кај сме ние? Што одиш подалеку? Вчера Ирак против Норвешка до 70-та минута 2-1 беше за Норвешка, до 70-та минута Ирак напаѓаше да даде гол. После тоа бевме долу во како се вика тоа? Во микс зоната. Изјавите ги имам снимено лично. Ајде еве ќе го повторам во оваа емисија дел од изјавата на еден од фудбалерите на Ирак. Каде што ајде еве сега ќе го повторам, таман да направиме мал брейк, ќе го повторам да го слушнеме, па ќе искоментираме и за него нешто. I'm happy today and we will just keep going and hopefully the next game we will go for the win. Hello, you did great in first half, but unfortunately the next game it's against France.
what do you know? What can you say about this team? And do you think it's possible to do something? Thanks. Of course, France has the best players in the world, many individual players, but it's the World Cup, it's a tournament, so everything can happen. We need to be brave. We need to analyze this game to analyze our mistakes and that the mistakes will not happen against France. And just be brave, have a very good mentality, and fight until the last second. Let's talk about your next game. What's the most important for you guys for the next game? Nothing will change. We will go for the win. I know France is one of the best teams in the world with the best players, but we will start like today. We will be brave. We will make less mistakes than today, I'm sure. And we will be very aggressively against them. Let's see what's going to happen. Ја видовте изјавата на репрезентативецот на Ирак, кој многу отворено кажа дека овие грешки кои ги направија против Норвешка не смеа да се повторат на првот против Франција. Во меѓувреме истакна дека французите имаат многу познати светски фудбалски асови, дека се топ репрезентација меѓу првите три во целиот свет, меѓутоа дека Ирак на тој надпревар против Франција ќе оди да ги победи, ќе оди да игра, да се надигрува и да ги победи. Токму на ова е акцентот, каков прилот имаат овие луѓе, овие фудбалери, овие репрезентации, овие тренери овде на Мондијалот, кога тргнуваат така во било која надпревар. Значи нема калкулации, нема дефанзива, нема бранење на нешто. Има играње и бранење на честа. Да се брани честа, достоинството на националната селекција. Така прават сите, не е само Ирак. Значи и другите репрезентации. За среќа имаме можност, тоа што не го гледаме на стадион, нормално светско првенство по 3-4 утакмици оди на ден. Гледавме Португал, да не ги редам другите што ги гледавме со босанците кога бевме во градчето таму. Босна кога гледавме. И другиве надпревари со перфектна организација. Сега беше за Англија Хрватска сега, пред да се симнеме и да го кажеш ова што сакаш да го кажеш, најавна шпица на големо оди за Англија Хрватска. Со Крауч, го мислев како се вика, центарфорот што беше на Англија. Добре. Што сакам да кажам? Сите очи, сите се насочени кон World Cup. Сите репрезентативци бивши го гледаат, го следат, го прават. Македонија не живееше за светско првенство. Не, тоа е проблемот. Значи, Македонија не живееше во самите квалификации за светско првенство. Ние се разбираме со тебе, не знам како да го пренесиме тоа на нашето публика од овде, од Америка, од каде што гледаме, уживаме, гледаме како прилот имаат луѓето, дури и публиката и околината, самите медиуми и сето друго. Значи, поминато е времето, немавме среќа, ако сакаше да влезе, ама они се подобри, они се со подобар рейтинг, они го имаат, не знам, Мбапе или Роналдо или Меси, тоа време е завршено. Репрезентациите доваѓаат да играат, да дадат гол, да победат, да освојат бодови, да се изборат за добар пласман. Во таа насока, ја се прашувам, можеме ли ние да направиме еден фудбалски пресвар, да речеме, со нашиот пат, сега ще би рекол нов селектор Гоце Седловски. 4 надпревари без постигнат гол, 2 порази по 4-0, 2 нерешени резултати 0-0. Ирелевантно е успех, неуспех, не тргнувам од таа позиција, од таа страна, меѓутоа барем за сега не видовме нешто ново во нашата игра. Видовме многу нови имиња фудбалски, како не видовме. Тоа е работа за која не треба да се брза, треба да се почека, меѓутоа доколку велам, за отприлика 2 месеци, септември, почетокот на Лигата на нациите, македонската фудбалска репрезентација, заедно со Сојузот, со структурите, заедно со луѓето кои се задолжени за тоа, да не речем платени за тоа, не преземат некои чекори конкретни. Ако не се подигне играта, ако не почнеме да играме за гол, да играме на пагечки, ако не покажеме дека знаеме и умееме да дрибламе, да додаваме, да шутираме, веќе имаме многу добар голман. Ајде, Столе
Не можем да го земам. Уста е изворедени карактери, голмани се. Тоа е наша срекна околност која ние како да не знаеме да ја искористиме за пласма да дојдеме тука на светско, пак ќе кажам. Знаеш што, сакам малку само една мала дигресија да ми направиш овдека, и овие нови играчи што се земени, и овие старите што ни се најдобрите и веќе најискусните, да ги речам, нема да ги спомнам по имења, знаеш на кој мислам. Значи, на надпревариве што сега ги игравме последни, никој не се виде. Не можеме да речеме ние овој беше добар, овој потфрли. Ние не знаевме да ја примиме топката, се одбиваше на 3 метри од нас. Ние не знаевме да се заградиме убаво, ние не знаевме да притиснеме и да покажеме иницијатива за гол. Сето тоа што го кажа дека го имаат овие другите условно послаби репрезентации во однос на фаворитите што играат тука. Еве само да ти кажам, од сите овие 4 надпревари, мене ме боли тој пораз во Копенхаген, каде што примевме 4 голови за речиси 18 минути, ако добро се сеќам. Другите 3 резултати, па и играта, еве, ќе коментирам повеќе играта, резултатите не. 8 септември, 6 септември, ирелевантно кога почнуваме против Швајцарија во Скопје, да се биде или да не се биде. Нема веќе лажење. Доста е веќе ја подмладуваме репрезентацијата. Имаме многу дебитанти, од кои најмладиот е 25 години. Доста се тие алиби изговори во смисла толку можеме, не знаеме. Па ако е така, да си кажеме отворено дека толку не бива и да си го свртиме опашот и да си ја тера секој својата работа. Ние мораме да се собереме и да покажеме дека знаеме да играме. Не сме село без кучиња. Ние имаме фудбалски корен од една држава која била фудбалска големина пред 100 години, пред 50 години. Коренов, кога ќе излезе Коренов? Не знам. Сега е моментот да после ова светско првенство има уште многу да се игра. Мислам дека ќе биде уште повозбудливо понатаму да се вратиме малку и на, да речем, домашен терен овде во Бостон. Да кажеме, можеме уште многу нешто да видиме, да научиме и да примениме. Има уште многу да се игра до крајот на светското првенство. Не сме ги видели сите репрезентации да изиграат барем по еден надпревар, но веќе е јасно дека не постои национален фудбалски тим кој не знае да игра фудбал. Не постои тоа. Тоа е умрена категорија. Па ние не знаеме. Па Ти сега. не сакаш да кажеш или не ти звучи убаво на увото, и мене не ми звучи убаво. Ние не знаеме, ние не играме. Ние не играме 5 критика години. за фудбалерите или за селекторот. Значи ние не играме фудбал 5 години. Така не е тоа од вчера. Така е. Ние се пласиравме на Европското првенство и со извинение на нашите гледачи се пуштивме малку позади од страв што ќе направиме таму против Украина и Австрија и ништо не покажува. Нити храброст, нити дрскост, нити и тоа со Горан Пандев во тимот. Една врвна Ама не, фудбалска еднашка фигура. за секогаш да расчистиме за Од сите овие. 2001 година до 2006 година македонската фудбалска репрезентација, ако има одиграно 2 добри надпревари, каде имало акции, напаѓања, центар шутови, голови и не знам што. Сакав и тоа да ми го искоментираш. Значи имаме блесок со Германија. Имаме блесок со Италија. И да не ги редам уште неколку блесоци. И толку. Ништо од тоа не останува. Оди, уште живееме ние како Александар Трајковски го даде голот против Италија. Значи, фудбалскиот живот станува подобар единствено со пласма на европско и на светско првенство. А сега Сето друго е ветер и А магла. сега истиот Александар Трајковски пак се откажа од репрезентација. Да не одеме бидејќи толку не- длабоко, Не, тоа се сакам да ти кажам, небулози. гледај колку ни се случуваат глупави работи. Тоа се небулози, тешки небулози, ако не те стави селектор да напушти с репрезентацијата. Тоа не може да се случи ни подразно у Иран, у Ирак, у Конго, не може. Да не зборам за Несериозно. Португалија, за Шпанија. Генерална несериозност. Не кон фудбалерите, генерално некако. Значи, поединечно не треба да се взимаат примерите. Ние зборуваме глобално. Дали Стефан Ристовски претходно да се откаже? Арија на Деми. Секој си оди како ќе му текне, како А ќе Горан се Пандев се откажа па се врати? Горан Пандев прв се откажа. Да затвориме и да заклучиме. Сакаме да бидеме дел од глобалниот фудбалски свет. Мораме нешто да научиме од ова што го гледаме сите. Мораме од корен да го смениме природот. Кај нас и нема ни позитивна критичка маса да каже дека тука грешиме. Ние имавме извореден Зашто нема? многу причини, пред се новинарите. Мислам дека не постои спортски новинари, група на спортски новинари, здружение, спортски портали кои имаат сила да укажат на грешките и да придонесат работата да тргне понапред. Од кои причини? Многу причини има.
близко Еве, со сега Арена Спорт федерацијата, Македонија финансиска немоќ, неорганизираност. И ние сме во иста ситуација, не сме ништо подобри. Сите сме. Меѓутоа, тоа е само алиби дека ете толку можеме. Па ако можеме толку, да си играме таму Тиквеш, Шкендија, Рачиново, да си гледаме Па втора лига. Не рече дека не нема знам. веќе да идеш да ги гледаш. Ова што го гледаш дека нема да идеш на македонска лига. Значи, ова е длабок позитивен удар за мене овде што го гледам и што го следам, во смисла дека човек не треба да се залажува, да не речем и да го троши времето. Ние можеме да го сакаме нашиот фудбал и го сакаме, меѓутоа да се залажуваме дека имало спектакл на надпреварот Вардар, не знам, со Шкендија, каде што имало 1500 гледачи, тоа е утопија. Тоа е Мижи, Митро, Толумби паѓаат. Мижи, јас сам да ти бавам. Тоа нема врска со реалноста. И да се расправаме кој кого опсул, кој кого навредил и кој е прав, кој е крив. И еве, адвокатскиот тим, експертскиот тим на Вардар гледам покрена тужба да ја спречи казната за славењето на приватната прослава од 15.000. А ние сме го пробиле дното на македонскиот фудбал во перцепцијата и во организацијата и во природата. И ние сакаме да бидеме дел од светскиот глобален фудбал. Па како ќе бидеме? Сега очекуваме Вардар дали ќе го елиминира Купс од Финска. Абе да ви кажем нешто. Купс од Финска, ако играл со некој тим од Југославија пред 30 години, не се поставувало прашањето Риека, Динамо, Звезда, Партизан, не знам, Раднички, Ниш или Железница Сараево, дали ќе го помине, со колку голови ќе го испрати во неговата мрежа. Вардар дали Купс ќе го помине од Финска? Па добро, требаше ти од Гибралтар да ни се паднат, за да знаеме дека сигурно ќе ги поминеме прво коло. Или не знам, Силеш од Кратово, Стравова, тежок противник, Динамо од Минск. Па со кого бе да играме? Па исто е и со репрезентацијата кога игравме во Лига С и сега кога ќе играме во Лига Б. Боби Милевски дека го направи резултатот што го направи во Лига С, го направи со кој репрезентација? Ајде сега во Лига Б да го вратиме Боби Милевски да видиме што резултат ќе направи. Или да не речам, еве го имаме Гоце Седловски, нека се покажат, сакам да кажам сега, доста веќе со алибито како што велиш ти. Покажете се сега што имаме. Зошто дали знаеме да играме или не знаеме да играме. Доста живееме во минатото. Ке ми напишите на Facebook, Боби Милевски беше подобар селектор од Гоце Седловски. Ево што беше подобар? Изигравме 13 утакмици без пораз. И што тоа? А Саудиска Арабија неа броите пријателската 2:1, но ти не му одговара на некого. Мислам, не е во ред малце, јас вртам на шега работава. Тоа е завршена работа. Сакаме да играме. Еве го Гоце Седловски пред нас. Постави репрезентацијата. Да ги нападнеме швајцарците и да ги победиме во Скопје. Друго нема. Толку од мене.